зајте нема никаква почетка од процениците. Ни викаат, не смеја да се паркираме на 10 места, кога доаѓате вие, дали го знаете тоа. И сега, значи, вие тој двор, вие сте затапувале фирма која што го купила тој двор, го приватизирала, вие сте биле застапник, протагонист. Значи, Министерството дава налог да вие ги извадите одредени информации, да направите, не знам, одредени извештаи компјутерски вакви да извадите, вие со месеци не постапувате. Во овој случај е обратна ситуацијата. Значи, вие го попречувате Министерството да направи случај. Зошто го попречувате? Во Законот за класифицирана информација, ако погледнете во, мислам дека член 104, ќе видите дека експлицитно председателката од небрежност можеби, но и тоа е казниво со дело, казниво со закон, најмалку 1 година затвор, од небрежност била причина да бидат класифицирани информации излезени надвор од таа рамка, да бидат обременети со јавност надвор од луѓето кои што имаат такви сертификати. Ке на мојата адвокатска канцеларија, господин Невежан, мислим дека имаат дојдено многу луѓе. Многу собственици на компании, многу македонски граѓани, членови на ВМРО-ДПМН, членови на СДСМ, членови на Левица, вашиот председател до вашето седи, Велешанец, и тој бил кај мене во канцеларија. И кажуваат овде, на оваа говорница, тотални невистини, а при тоа не подлежите на одговорност. Не подлежите на никаква одговорност заради тоа, овде може да зборите што сакате. Нашни работи, во согласно со она кое што вие сметате дека не го сработил така што требало да го сработи. Ад поминем нападен, кој што ви говорите, за вас зборат. Режа писмен контрареплика, повелете. Фирмата која што тука го окупира собрание, зборот на собранието, господине Тошковски. Значи, вие се забранивте користење на пиротехника и тоа, господине Тошковски, не важеше за партиските настави на вашата партија.